Ноќта на 31.12.2015, последен пат ја спомнувам, беше дежурна екипата со доктор Бекаровски и доктор Риса Муча. Во текот на ноќта се прегледани алкохолизирани лица 30, од кои 60% се машки, а 40% женски. Што е веќе малку задоволително, порано повеќе беа женските опрашани. Малолетни деца под 18 подразбираме биле 6 особи, од кои најмалата е 14 години. Воглавно се работеше за интоксикации со алкохол, додека во 3 случаи се веќе имаше случаи со марихуана и со психоактивни супстанции, како што се екстази и други разни. Информацијата од Универзитетската клиника по хируршки болести Светинал Охридски зборува дека во текот на вчерашниот ден се прегледани 97 пациенти, од кои што во попладневните и вечерните часови се прегледани 43, 6 од нив се сообраќајки, 6 се тепачки, а останатите се повреда при пад на лизгав терен или дома. И болки во стомакот секако. Од нив се хоспитализирани тројца, една е сообраќајка, примена на одделот за травматологија со комоција на главата и фрактура на седалната коска, и вториот пациент е исто така пациентка која што е повредена, но при пад дома, тоа е фрактура на бутната коска, и еден пациент е со перфориран чир на 12-палачно црево, тој не е дел од новогодишните прослави, но е опериран непосредно пред 12 часот. Во однос на претходните години, изминатата ноќ, можам да кажам, во однос на повредите е примена мирна. Здравство Дом Скопје преку своите служби за итната медицинска помош и дежурните ноќни пунктови имаше весела и мирна новогодишна ноќ, благодарение на почитување на препораките кои што ги упативме во пресрет на новогодишната ноќ, како и здравствените едукативни работилници кои што како трет циклус ги реализиравме во средните училишта во 3-та и 4-та година за учениците. Во тек на новогодишната ноќ се вкупно 62 интервенции, од кои 8 транспорти на алкохолни интоксикации и едно малолетно лице. Во раните утрински часови една сообраќајка со повреда на еден од патниците и транспортиран во ургентниот центар. Дежурните пунктови 8 вкупно на број, 135 граѓани се упатиле за здравствена заштита, 145 интервенции се реализирани во пунктовите и од овие 135, 3 лица биле со алкохолна интоксикација, од кои што едно лице малолетно. Навистина, благодарност и до граѓаните, бидејќи на сите ни во интерес да имаме весели и мирни новогодишни прослави. Алкохол нема се ништо друго? Да, има 2 интоксикации кои што се транспортирани, една возрастна жена, интоксикација со хемиски средства и возрастно машко лице, интоксикација со опијат на клиника за токсикологија. Едно лице со лесна повреда на дланка, направена е тоалета во градската болница и пуштено во домашни услови.